Black Goo, или наречена црната интелигентна смеса. Дали стварно е најголемата закана за човештвото? Black Goo е видена во научно-фантастични емисии како Westworld, злобната субстанција која постои во реалниот свет, каде што може да не контролира сите нас. Таа е мистериозна црна субстанца која исто така истекува од патиштата во Каракас, Венецуела, и за прв пат се појави во 1986 година. Од појавувањето на Black Goo, или таму наречена Ла Манча негра, таа предизвика повеќе сообраќајни несреќи и однесе многу животи. Утврдувањето на причините за субстанцијата се покажаа тешки и се уште нема дефинитивни објаснувања и покрај речиси 2 децении студии и милиони долари потрошени за нејзино идентификување. Во 1986 година Black Goo за прв пат се појави како дамка долга 45 метри. Тоа го забележале работниците додека го крпеле асфалтот стар 30 години на автопатот помеѓу Каракас и неговиот аеродром. Првично загриженоста за дупката била мала, но таа набрзо се проширила. Дури 13 километри од автопатот набрзо биле покриени со непознат материјал, кој се собирал и се проширувал спрема временските услови. Утврдено е дека расте кога условите се топли и влажни, но се намалува кога е студено и суво. Се чинеше дека предпочиташе тунели и угорнини, надвор од аеродромот. Залепена по текстурата, дупката го направи коловозот невообичаено небезбеден, предизвикувајќи возилата да се судрат едно со друго или да излетаат од патот. Во 1991 година група експерти се консултираше со председателот Карлос Андрес Перес за проблемот, но не можеше точно да ја утврди причината за субстанцијата. Тогаш 1800 смртни случаи беа препишани на Black Goo во 5 години пред 1992 година и до тоа време дамката се прошири низ градот Каракас. Ла Манча негра е опишана како дебела, 1 инч, мрсна, црна густа субстанца која има конзистентност на гума за џвакање. Венецуелците ги опишуваат патиштата што ги покрива мазни како мраз. Тим на Венецуелското министерство за транспорт и врски веруваше дека Ла Манча негра е составена од прашина, масло и разни органски и синтетички материјали. Различни теории беа изнесени за да се објасни феноменот на интелигентна смеса, но никој не ја утврди неговата точна природа. Додека постои во вискозна течна форма, се атомизира, а кога се ослободува во атмосферата, убива или ги мерува сите живи суштества, кои се доволно несреќни да бидат во нејзин дострел. Единственото нешто со сигурност познато е за агенс A03959X.91-15 и неговите деривати е дека неговите мутагени способности се одговорни за создавање на гадости, неоморфи и други одвратни суштества. Едноставно кажано, секое живо суштество што доаѓа во директен контакт со црната гума или наречена црна смеса, или ужасно ќе умре, или ќе роди чудовишта, или самите ќе станат чудовиште. Опис на патогенот. Различни лица кои биле во контакт и биле заразени од овој агенс, може да видиме ефекти на различни форми на контаминација. Оваа смеса е позната и под името A03959X.91-15. Таа го напаѓа организмот додека целосно не го уништи и потоа бара друг организам и во текот на времето во организмот може да се појават и различни видови ефекти. Исто така се кажува дека е потполно свесна и може со неа да се поврзете и исто така се кажува со каква намера се поврзувате со Black Goo, тоа одредува што ќе се случува со вас. Вака звучи драматично, али сега Black Goo може да се користи како тајно оружје и исто така се користи во црните воени проекти и за контрола на умот. Black Goo, кога првпат научниците почнале да го испитуваат за проучување, од 43 научници, 22 одма умреле и тоа на зверски начин се самоубиле, а другите 21 тешко се разболеле. После тоа научниците изјавиле дека Black Goo бил наменет за користење за негативни работи. Пронајдени се неколку древни египетски ковчези и кутии со мумии прикриени со мистериозната црна смеса. Джетхонсиу Ф. Анх живеел и умрел пред речиси 3000 години во древниот Египет. Не знаеме многу за животот на Джетхонсиу Анах,
но знаеме дека тој бил свештеник во храмот Амон во Карнах. Овде тој имал две главни улоги. Едната била отворач на небесните врати, што значило дека тој е еден од свештениците што имал право да ги отвори вратите на светилиштето во храмското светилиште со култниот лик на Богот. Иако не се користеле за сите, има голем број на примери на оваа црна смеса која се користела во египетските погребувања. Што е црната смеса? Експертите на Британскиот музеј анализирале повеќе од 100 примероци на црна смеса. Од 12 ковчези и кутии со мумии, сите датирани од 22-та династија во третиот среден период од околу 900-та до 750-та година пред новата ера. Black Goo е интелигентно масло и неговото влијание врз луѓето. Во минатото extranews.com неколку пати известуваше за активностите на природниот научник Харалд Кауц Вела во врска со геоинженерството. Меѓутоа, она што тој го представи пред уредничкиот тим на Extreme News на Гренвисеншафтс конгресот во Сабрикен на почетокот на март во 2014 година беше толку мистериозно што беа потребни неколку месеци истражување пред интервјуто конечно да биде објавено. Харалд Кауц Вела известува за црно масло за кое се вели дека има вештачка интелигенција и свест, што дури може и да се сними. Официјално има малку информации за Black Goo и Grey Goo на американски или германски, а тоа значи интелигентно масло, тоа е абиотично минерално масло кое содржи големи количества на злато со М состојба, моноатомско злато и иридиум. Целта беше да се користи оваа супстанца за воено истражување, за да се унапреди развојот на квантните компјутери и интелигентните нанороботи. Меѓутоа, на нивно чудење научниците сватиле дека црното гу не само што носи свест, туку очигледно веќе е свесно. Покажувало крајно чудни својства, како што се преземање различни форми, телепатски разговор со нив и изјава дека не сака да се користи за воени цели. Помеѓу 1983 и 1988 година, 22 научници од одделот извршиле зверско самоубиство. Харалд Кауц Вела зборува за 43 вработени, кој е вкупниот број на вработени во одделот, како што тој го информираше уредничкиот тим на Extreme News. На прашањето, остатокот од персоналот, вклучувајќи ги и интервјуираните на Майлс Џонстон, имаа силни физички болки и многу тешко се вратиле во стабилна физичка состојба. Тие рекле, поврзете ме со еден извор. Резултатот од кога биле поврзани со црната смеса беше тоа што не само што нивните заболувања исчезнаа, туку тие одеднаш беа целосно закачени во колективната свест на планетата. Од тогаш тие имаа телепатска врска со растенија и животни и луѓе, меѓу другото. Меѓутоа, во таква состојба на благост и љубов им беше невозможно да продолжат да работат во военото истражување, бидејќи на воената индустрија не и користи за добронамерна работа. Лабораториите потоа беа затворени, а Black Goo беше под наводници отстранет. Архаичното Black Goo играло голема улога и во ритуалите на црната магија. Во средниот век овие нафтени шкрилци ги користеле црните магионичари за да се поврзат со Архон. Овие се исто така познати како демони, архаични суштества кои еволуирале од првите раси на пајаци и живеат целосно како лесни паразити. Овие архони би се поврзале со луѓето со цел да може да ги користат како светли домаќини. За возврат на црните волшебници им ги ставаат на располагање своите ментално, односно магични способности. Дали е се нормално или не, проценете сами. Како елитата која управува со светот не третира нас обичните луѓе и како сака да не контролира на секој можен начин. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се. А тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.